Доктор Петров, денес ќе говориме за катаракта. Може ли да ни кажете што е катаракта? Катарактата е во офталмологијата многу честа и последните години доста популарна, посебно кај постарата популација, заради тоа што некаде 60% од возрастната популација над 70 години веќе развиваат катаракта. Катарактата е народно позната како старачко перде. И во последните години се разви доста технологијата за решавање на проблемот на катаракта и затоа луѓето тој проблем го познаваат доста и доста се заинтересирани. Катарактата се јавува најчесто кај старата популација, но имаме катаракти кои што се, може да и кажеме, вродени катаракти кои што се појавуваат и во помладата популација, посебно вродените катаракти кои што некаде во во првите години се родителите ги откриваат, затоа што како вродена катаракта го оневозможува видот кај малите деца и родителите, ако на време приметат, можеме да откриеме дека кај одреден број на деца имаат таа конгенитална вродена катаракта. Има уште еден тип на катаракти кои што се вродени, покрај вродените и овие старачките катаракти, имаме уште еден тип кои што се катаракти здобиени со повреда или со инфекција. Тие се за среќа по-ретки и најчесто ги имаат луѓе кои што се повредени, сообраќајки, повредени од било какви повреди, и тие се практично најтешките за решавање. Кои се симптомите на катарактата? Симптомите на катарактата се прво намалување на светлината, се по-тешко гледаат луѓето, се по-мрачно гледаат и на крајот кога катарактата созрева, видот е веќе доста намален, така да гледаат само магла околу нив. Катарактата има процес на созревање кој што ние го пратиме и од почетокот почнува со намалување на видот и со гледање на различни ефекти на светлост, му смета светлото надвор, например, му ствара оцјај на луѓето, почнува полека да му се заматува и гледаат како во магла, и како катарактата со време созрева, доаѓа до потполно слепило. Така да катарактите кои што ние ги викаме созреани катаракти или презреани катаракти водат до комплетно слепило. Има ли начин на кој што би можел да се спречи? Има доста излезено на пазар капки и така кои што како се третираат како алтернативна медицина, кои што служат наводно за спречување на катарактата. Всушност не се спречува катарактата, нема ништо во светот што е пронајдено кој што може да ја спречи катарактата. Неколку врсти на капки има кои што може да ја намалат прогресијата на катарактата, значи место да созрее за неколку месеци, може да трае пример една година. Али на крајот доаѓа пак до истиот ефект, така да само луѓето што ги ставаат тие капки си го продолжуваат периодот на негледање. Кој е најдобар начин на лекување на оваа болест? Всушност има еден единствен начин на лекување на оваа болест, која што и не можеме да го кажеме како болест, него како дегенеративна појава. Затоа што катарактата, намалувањето на видот на катарактата не прави штета на окото, значи не можеме да го третираме како болест. Така да катарактата го намалува физички светлото кој што влегува во окото, затоа што се работи за заматување на природната леќа која што постои во окото. Еве на овој модел може да покажам кај се наоѓа тоа. Значи, ова е предниот дел на окото и ова е таа леќа која што се наоѓа веднаш зад рожницата и зад зеницата, и таа леќа ни служи нормално за фокусирање на зраците позади во окото. Кога оваа леќа ќе почне да заматува, веќе не влегува светло во окото. Таа леќа не е случајно во окото на тоа место, ни служи физиолошки за да можеме да, кога сме млади, да изјасниме на далечина и на близина. Таа леќа има диоптрии некаде од 10 до 12 диоптрии
и ако кога ќе се извади, значи таа леќа кога е заматена, значи кога е катаракта и кога ќе се извади и кога ако не се стави друга леќа која што би била замена за таа леќа, на окото му недостасуваат 10 до 12 диоптрии. Тоа значи дека пациентот би имал после таква операција на катаракта плюс 10 или плюс 12 некаде, од плюс 10 до плюс 12. Кога пациентот ќе падне под 0,3 според нашите табели на гледање, веќе влегува во категорија која што би било потенцијално за операција. Веќе од 0,3 до 0,1 пациентот може да се оперира со таа метода која што сега е популарна како лазерска метода или ние ја викаме факоемузификација. Значи со тој метод се прави многу мал рез на окото и некаде околу 2 до 3 мм и низ тој рез се абсорбира целата заматена катаракта и се става нова вештачка леќа која што е свиткана со посебен инжектор и внатре во окото се отвара и на таа рана не се ставаат никакви шавови, зараснуваат само од себе за многу кратко време. Кога катарактата ќе презрее, значи во тој случај станува многу тврда и може сепак да се оперира со факоемузификација, значи со овој првиот метод што го спомнав, но ризикот е далеку поголем. И затоа ние преминуваме еден поедноставен или по-сигурен метод за тој тип на катаракта, кој што се нарекува екстракапсуларна екстракција. Со тој метод катарактата се вади во целост, значи целата заматена леќа се извадува и низ резот кој што се прави некаде околу 6 мм, толку колку што е леќата, јадрото на леќата се вади и низ истиот рез се става вештачката леќа која што е исто 6 мм и се става 3 кончиња на таа рана. И во тој случај пациентот треба да се чува 1 месец за додека раната зарасне, да не го притиска окото и да не се напиња, да не дига многу тешки работи, за да додека зарасне резот на раната. Иначе, на крајот кој ќе зарасне, раната и двата типа на операција се сведуваат некаде отприлика на ист ефект. На што треба оперираните пациенти да внимаваат и до кога? Оперираните пациенти кои што се оперисани од факоемузификација, тој метод на операција, треба само директно да внимаваат да не го стиснат окото со рака, со својата сопствена рака. Посебно во неколку дена после операцијата. Првите неколку дена после операцијата. Значи, ако пациентите се оперирани со факоемузификација, пазењето е многу ограничено, немаат нешто посебно за што да се чуваат. Можат веднаш после, директно после операцијата, си одат дома и се способни да се вратат на нормалниот живот. Не се ограничени, освен на тоа што им забрануваме да директно со раката не го стиснат своето сопствено око. Им даваме заштитни наочари за таа цел и за преку ден и навечер им даваме школка една пластична која што си ја лепат навечер при спиење за случајно при ноќите да не се повредат. После операцијата на катаракта им смета, многу често им смета светлото на пациентите. Така да после операцијата полесно е да одат надвор кога има доста сонце со темни наочари за сонце, но не е обавезно. Значи темните наочари за сонце не се обавезни и служат само како можеби заштита повеќе од својата сопствена рака, да пациентот не се удри директно на окото. Тие пациенти не се ограничени да дигаат тешко или да гледаат телевизија или како што често прашуваат дали може да бидат на пареа, дали може да си прават ручек или така да операцијата на факоемузификација е меѓу поидеалните операции воопшто, каде што пациентот веднаш после операцијата е во состојба на нормален живот. Дали е трајна операцијата и што е секундарна катаракта? Многу често пациентите прашуваат дали операцијата е трајна или дали еве сега ако е добро, дали после ќе биде после 5 години добро или дали е леќата трајна, например. Тоа се многу често поставување прашања.
Морам да кажам дека леќата е трајна, дека не може ништо да се случи, значи не може да се распадне леќата или да се замати самата таа вештачка леќа, и дека ако е направена добра операцијата, тоа значи дека со таа операција пациентот ќе биде задоволен до крајот на животот. Нема ништо посебно да му се случи ако случајно не се повреди сами од себе си, што би значило исто и за нормално око. Така да, дури и пациенти кои што се помлади, може да се надева дека до крајот на животот со тоа оперисано око нема да имаат никаков проблем. И нема ништо да им се случи, дека ќе го гледаат светот како што го гледаат веднаш после операција до крајот на животот. Сега има неколку години после операцијата на катаракта, има една ситуација, состојба која што може да настане само кај некаде 20 до 25% од пациентите, која што ние го нарекуваме секундарна катаракта. Секундарна катаракта не е вистинска катаракта во правата смисла на зборот, тоа е заматување на задната капсула. Задната капсула е единствениот остаток од природната леќа, затоа што природната леќа има своја капсула, предна и задна капсула, и ние кога ја вадиме со операција природната леќа, ја вадиме предната капсула, ја чистиме леќата и ја оставаме таа задна капсула да биде како потпора за вештачката леќа. И вештачката леќа се држи на таа задна капсула. Тоа е една тенка мембрана, 1 микрон дебелина, која што е растегната позади леќата. Таа е нормално тотално прозирна и не се гледа. Кај 20 до 25% од пациентите, после од 6 месеци до 2 години после операцијата, може да настане заматување на таа капсула и да се појави осет на пак како да имаат катаракта. И затоа го викаме секундарна катаракта. Затоа што со заматувањето на катарактата светлото пак не влегува во окото и се ствара ефект на како пациентите да им се враќа катарактата. Но во овој случај има еден апарат кој што тоа многу брзо и ефикасно го решава, се вика JAG ласер, и без операција за помалку од 1 минута со тој ласер се раскинува таа капсула, затоа што таа е толку тенка да со неколку удари се раскинува и таа се отвара, и пациентот веднаш после оваа интервенција од помалку од 1 минута си го враќа видот како што го имал веднаш после операцијата. Така да тоа е безболно, тотално сигурно, затоа што пациентите дури се плашат дали е сега со пак уште еднаш сигурно, дали пак треба чување или се. Тотално сигурно, тотално безболно, за кратко време, неколку секунди, се отвори и пациентите одма како да немало ништо, си го враќаат видот назад. Тоа е единствената ситуација која може да настане неколку години после катарактата, али само кај 20 до 25% од пациентите. Причините не се познати, се шпекулира дека се од различни причини, но не можеме да претпоставиме кај кој пациент би настанала таа компликација, како може да се каже како компликација. Али тоа се решава без проблем. Што се очекува во иднина? Се надеваме дека во иднина ние први почнавме со операции на факоемулзификација уште во 2002 година. Значи со тој ласерски метод како што пациентите го нарекуваат, затоа што тој метод беше тогаш за нас иднина. Секогаш до тогаш во Македонија се оперисуваше на класична техника и ние тогаш го оведовме факоемулзификација. До ден денес ние ја усовршуваме таа технологија и фактички пациентите се се посигурни и се посигурно завршуваат. Во иднина се усовршуваат методите на оператива, така да се појавуваат нови техники кои што ние во соработка со Парис го скратуваме времето на оправување, го скратуваме времето на операција и го зголемуваме едноставно сигурноста и задоволството кај пациентите. Така да во иднина се очекува да се повеќе го усовршуваме методот на операција, да биде се посигурен и со најмален можен број на компликации. Доктор Петров, јас ви благодарам што и оваа емисија ни овозможивте прекрасна информација. Ви благодарам и на вас.